Во куќата на Ирина Малаки, овој мал котел е единствениот извор на топлина и барем речиси постојано дополнување со огревно дрво. Макале живее со својот сопруг и трите деца во градот Дергачи, во областа Харков, во источна Украина. Незината 8-годишна керка Анжелика има доцнење во развојот. На незиниот 13 годишен син Свјатослав му бил диагностициран диабетес во летото 2023 година. Поради војната има проблеми со недостиг на лекови или нивно тешко наоѓање. Ова лето моравме да отпатуваме во Купијанск за да го земеме потребниот лек, бидејќи не беше достапен на друго место во Украина. Незиниот сопруг се грижи за целото семејство. Тој е плочкар и прима нарачки кога може, додека таа, шивачка по професија, се обидува да најде работа. Јас земам нарачки дома кога можам, но ги немам многу. Кога луѓето слушаат дека сум во Дергачи, се плашат. Велат дека поради гранатирањето не може да ризикуваат да одат дотаму. Во 2023 година Организацијата за помош на децата УНИЦЕФ му обезбедила на семејството финансиска помош и комплети за хигиена. Оваа година помага во зимските подготовки во регионот на Харков, вели Павло Першин, службеник за одговор при итни случаи во канцеларијата на УНИЦЕФ во Харков. Првично планиравме да обезбедиме производи за семејствата со деца кои живеат во област до 30 километри. Но поради влошувањето на военно-безбедносната состојба, повеќето семејства со деца во одредени области, како што се Купенска и Боривска, мораа да бидат евакуирани. Вработени од Добротворната фондација во Харков помагаат во испорака на брикети до локалните заедници покрај постојаниот ризик од гранатирање, вели менаџерот за координација Володимир Акшченцев. Постојано стикаемося с обстрелами. Имаше случаи кога за жал беа погодени наши вработени. Значи мораме да посветиме повеќе внимание на безбедноста. Понекогаш планирате се, развивате рута, но таа се откажува од безбедносни причини. Акшенцев вели дека неодамна хуманитарните работници во регионот на Харков биле погодени и убиени од руски дрон. Вони були атакувани дроном. Тие беа нападнати со дрон. Имаа бело комбе означено дека е хуманитарна помош. Беше невозможно да се помеша со воено возило. И покрај секојдневните ризици, фондацијата продолжува да испорачува брикети. И зимската помош на УНИЦЕФ е насочена кон 16.000 семејства во регионот на Харков, при што 9.000 добиваат финансиска помош, а околу 3.000 веќе добиле брикети за грејење, кои ќе им помогнат да се загреат оваа зима.